Добре ни дојдовте, почитувани гледачи, и ако започнуваме и ова издание на неделниот микс. Јас сум Марија Латиновска и ете со задоволство ќе ве поканам да останете заедно со нас следните минути. Ве очекуваат гости и теми секако од културата. За почеток ќе најавам една прекрасна гостинка, имено таа виолинистка, музиколог, музички педагог и изучувач на музичката историја на Македонија. Субспецијалист за историјата на македонската музичка култура. Таа исто така професорка на Институтот за национална историја при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Имаме многу теми на разговор заедно со неа. Професор доктор Наташа Диденко е денеска дел од неделниот микс. Добре ни дојдовте, професорке. Добре ве најдов и благодарам за поканата и поздрав до гледачите на вашата телевизија. Ви благодарам многу што сте тука и еве за почеток спомнавме дека имате повеќе, да кажам, титули, ако може така да се каже, но моментално сте вонреден професор на Институтот за национална историја, како што спомнавме при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Што всушност се состои вашата работа во овој институт? Значи, јас сум научен истражувач, каде што мојата експертиза е проучувањето на музичката култура на Македонија и како еден од репрезентантите на научно-истражувачката фила, значи се занимавам со истражување пред се на архивски материјали, со објавување на стручни монографии, трудови, учество на симпозиуми, конференции, како професор работа со магистранти и докторанти, така да со голем опсег кој што пред се заснова на научна работа. Да, така, ете, доближивме малку на гледачите, но секако подетално ќе разговараме во продолжение. Именно вие неодамна учествувавте на значаен меѓународен музички симпозиум во Љубљана, каде што имавте свој излагање на тема Сојузот на композитори на Македонија во минатото и сегашноста, преплет на професионалното и националното. Вие бевте единствен представник од Македонија. Кажете ни кое е значењето на самиот симпозиум и ете споделете ги вашите впечатоци со нас. Така да, неодамна беше симпозиумот, веќе впечатоците стивна. Имаше учесници од сите европски земји, како единствен представник на Македонија, како што напоменавте темата, говорев за Сојузот на композитори на Македонија. Во моето излагање се обидов да направам еден сублимат на сето она што македонските композитори и музиколози, кои што се членови на Сојузот на композитори на Македонија, го постигнале за сите овие неполни 8 децении. Се доаѓа до заклучок дека тие навистина действувале и биле активни во добри времиња, во времиња на неизвестност, надминувале многу предизвици. Меѓутоа, она што е најважно дека секогаш се стремеле за заштита, за чувување, презентација и промоција на музичкото творештво на македонските композитори. И навистина е многу важна таа меѓународна презентација, афирмација пред се на нашата држава, затоа што гледаме всушност ние до кај сме. Со кои финансиски средства, значи, покриваме и водиме многу работи. Остваруваме многу меѓународни контакти кои што понатаму ни овозможуваат да конкурираме и да раководиме неки меѓународни проекти кои што повторно се за придонес за нашата држава, за презентација, афирмација на нашата држава, се разбира во фокусот на мојата експертиза за музичката култура на Македонија. Голема е честа, бидејќи како што спомнавте 80 години и многу повеќе ни имаме, нели, и композитори, и текстописци, можеби последните 80 години ако тоа нели архивски се води. Како и да е, имаме голем опсег кога станува збор музичката историја и музичката култура. И колку е всушност важно и од какво значење се овие симпозиуми каде што ние можеме нашата култура да си ја представиме и пред странската публика, странските научници? Знаете, непроценливо значење. Затоа што кога ќе отидете, например, ние сме мала држава, мислам, и кога ќе, например, иве сега конкретно овој симпозиум кажуваме соком што се направил, значи за овие неполни 8 децении. И знам дека многу од присутните учесници, колеги, значи па како, со кои финансиски средства тоа го раководите? Викам, сие тоа со ентузијазм и љубов, а со многу малце финансиски средства, зашто ќе нас финансиските средства се централизирани. Значи се оди преку најголемиот дел од проектите се финансираат преку Министерството за култура и туризам. Да. И затоа што многу институции секогаш тие средства се распределуваат и за жал секоја година сите се некако незадоволни. Така е, во тој поглед. И треба многу да се работи во однос на тоа. Многу љубов, многу ентузијазам.
кој што, да кажам, за жал некако стивнува со годините. Тој ентузијазам кој што бил по создавањето на современата македонска држава и денеска е многу различен. Тогаш кога навистина имало, ќе ги споменам, тука се Петре Богданов Кочко, Трајко Прокопиев, Тодор Скаловски, Живко Фирков, Стефан Гајдов. Значи, тие се навистина истакнати личности кои што во културната историја на Македонија се запаметени како протагонисти во втемелувањето на институционалниот развој на сите институции од областта на музичката култура. Така е. И такви личности во денешно време некако тешко ги сретнуваме. А од клучово значење, бидејќи ако самите ние не си се почитуваме, нема никој од страна да не почитува. Ако своите, нели, наши и композитори, текстописци, музичари, научници во таа област, не си ги почитуваме. Така, знаете, има една многу убава изрека од еден познат филозоф на сите времиња, тој е Конфуци, кој што рекол: "Дајте да видам музиката на вашето општество и ќе знам какви сте." И навистина е тоа така. А ние имаме со што да се пофалиме. Значи имаме композитори од областта на хорската уметност, значи на класичната музика, имаме фолклорно творештво, тоа е едно непроценливо богатство. Всушност тоа е чуварот на нашиот националниот идентитет и дигнитет. Да, кога станува збор фолклорот, по 45-та година имало буквално експанзија на културно-уметнички друштва кои допринеле за развојот на културата. На тој начин или и просвета се правило, се служела просвета. Да, значи, по создавањето на современата македонска држава, една од главните цели и задачи е развојот на културната традиција. Сето тоа се остварувало со формирањето на бројни фолклорни групи, ансамбли, културно-уметнички друштва, кои што придонеле понатаму и да се организираат културно-уметнички манифестации, така наречени фестивали. И морам да напоменам дека всушност првото обединување на македонскиот народ се случува токму на тие фестивали, наречени октомвриски фестивали, одржани во Битола и Штип во 1947 година. Затоа имаме и издадена монографија во 2021 година, во која што се објавени огромен број на необјавени архивски извори, со кои што се побиваат досегашните истражувања дека тие фестивали се укинати во 1947 година. Значи, тие не се укинати, тие се само пренасочени, во 1948 година се одржуваат во Скопје. И тие се од непроценливо значење, затоа што од нив, тие се некуците, од нив понатаму низ годините се формираат други први државни, републички па меѓународни фестивали кои што до ден денеска ја негуваат таа традиција. А сите истражувања кои што вие ги правите во вашите монографии, ќе спомнеме подоцна и кои се монографии ги имате напишани, подготвено, се од архивски податоци кои досега не биле изложени. И тоа дава навистина голем придонес за македонската историја, бидејќи не се базираат, како што спомнавте вие, на литература која е веќе објавена. Знаете како, согласно Законот за научно-истражувачка дејност, репрезентите на научно-истражувачката фила треба да се осврнуваат на фундаментални и пременети истражувања кои што содржат оригиналност, изворност и кои што придонесуваат за унапредување и ширење на научно-истражувачката дејност. Во согласно со тоа, сите мои пред се стручни монографии, пред се за стручната јавност, а потоа и за пошироката јавност, се заснуваат на необјавени архивски извори. Нормално се користи и објавена расположива литература со кои што се дополнуваат некои сознанија. Меѓутоа, целта е да се изнесуваат нови податоци со цел да се дополнуваат старите, меѓутоа и да се изнесуваат нови сознанија со кои што ја збогатуваме нашата македонска историографија. Ние навистина имаме богата историја и тие архивски извори, со откривање низ годините во Државниот архив на нашата држава, како и во неговите подрачни оделенија, само ни го откриваат тоа непроценливо богатство. А има многу што секогаш што се дознава нешто ново и станува збор за долг период на години. Знаете, кога ќе влезете во таа една институција да истражувате, тоа е како еден бунар без дно. Копате и кога ќе најдете, чувството не можам да ви го довам кога ќе најдете некој податок, што досега не бил објавен. Тоа е едно, знаете дека непроценливо богатство и кое што
тие нормално кои што ќе го знаат да го ценат или да го вреднуваат, навистина ќе го искористат во позитивна насока. Професорке, минатата година имавте промоција и на книгата Сергеј Михајлов Живот и дело. И кажете ни сега нешто повеќе и за самиот Сергеј Михајлов. Можеби многумина и не знаат дека станува збор за руски емигрант кој е роден во Харков 1885 година, а живеел во Штип до неговата смрт во 1975 година. Така, да, минатата година првен се одржа промоцијата во Скопје, во Националната опера и балет, а потоа се одржа промоција во неговиот втор дом, тоа е градот Штип, каде што изгаснува неговиот живот, како што веќе напоминавте. Сергеј Михајлов е една извонредна личност, значи школувана, интелигентна и способна личност, која што своите знаења, умења спрема својата професија музиката на многу убав, умешен начин ја доближувал до неговите ученици. Всушност тој, значи, први, значи, по емиграцијата од неговиот роден град, доаѓа во Кавадарци, каде што работи како цртач во една геодетска школа, затоа што имал семејство и морал да екзистира. Потоа се преселува во Гевгелија, и тоа не знам колку е познато на пошироката јавност, дека он всушност тука го пишува либретото и музиката за првата детска опера Принцезата Ружа. Таа е премиерно изведена во Гевгелија, а потоа и во другите градови во Штип, и всушност со таа премиера настанува пресвртница во неговиот живот за тој да се префрли во Штип. Имено и ексклузивно во вашата емисија ќе кажам дека следниот месец ќе има промоција на монографијата во Гевгелија, затоа што оваа година е многу значајна, се обележуваат 100 години од изведба на првата опера Палјачи од Роджеро Леонкавало, која што било изведена со клавирска придружба и под диригентство на Сергеј Михајлов. Баш убаво. Така да ќе се заокружи тој негов пат, да кажеме, и што мене многу ми е мило, и гевгелиската публика ќе може повеќе да дознае за оваа навистина извонредна личност. А и досега голем интерес имаше за самата книга. Така е, да. Значи, можам да кажам како во нашата земја, така и пошироко. Навистина има интерес и сум во многу интензивни комуникации точно за оваа комуникација и надвор од нашата земја. Но вие исто така, професорке, имате и други активности, сте пишували и други монографии, работите на интересни проекти за афирмација на македонската класична музика. Можете ли да ни спомнете за какви проекти станува збор? Значи, монографиите се досега имам објавено за Ѓорги Доневски, тој е доаѓен за зачување на фолклорното творештво во Македонија, за октомвриските фестивали, за Сергеј Михајлов, за развод и дейноста на културно-уметничките организации и манифестации. Тоа е првиот том во кој што се прави увид на сите културно-уметнички друштва кои што биле формирани од 45 до 91 година. Монографија за Орце Николов, во моментот може уште некоја, меѓутоа не ми текнува. А ви сте на многу сте посветена секако. Така, да. Исто така, значи, јас како виолинистка секако секогаш се заложувам за афирмација на класичната музика, како што се обидувам да ја доближам до пошироката јавност, пред се фокусот ми е да доближам и до помладите генерации, затоа што сметам дека тие се јадрото кој што понатаму ќе ја пренесуваат љубовта кон некои нови помлади генерации. Така. Колку е важно, исклучително важно да од мали нозе ја всадиме љубовта кон класичната музика на децата? Многу е важно. Знаете, не мора класичната музика да биде професија. Таа може да биде, значи, и како што нели децата се пренасочуваат на некој курс, на јазик, значи тоа едноставно да се запише како активност, бидејќи музиката придонесува многу за развојот на децата, за развојот на меморијата, за развојот на креативноста, за развојот на десна хемисфера на мозокот. Се развиваат, значи, повеќе видови за развој на меморија, зашто ние кога свириме применуваме визуелна, емотивна, значи 7 видови на меморија применуваме. Така да од секој можен аспект јас најтопло на сите мои пријатели им препорачувам, значи фала Богу музичкото образование е достапно, или во согласно со можностите и очекувањата на родителите, дали сакаат во државниот музички училишен центар или па во приватна школа, има приватни музички училишта. Навистина е многу важно децата да изучуваат класичната музика. Некој инструмент, зависи кој ќе го предела, дали гудачки, дувачки, така натаму.
е многу важно за целокупниот нивен развој. Така, а и многу често слушањето класична музика, не често, него најчесто. Па нели за бебињата препорачуваат особено моцат за развојот нели на мозокот, тоа е многу важно. Да. Сите типови на музика се важни, не само класичната, меѓутоа класична музика навистина дава еден посебен развој на човекот. И смиреност, обично кога слушаме класична музика сме порелаксирани, поопуштени. И така, и начин однесување, учите една сосема друга култура, значи кога идеме на концерт, пред се, значи имаме посебен дрес-код. Се знае, значи публиката се знае кога треба да аплодираме на класична музика, како значи треба да завршат музичарите изведувачи, па ние да го дадеме нашиот аплауз. Друго кога идеме на концерт на поп, на рок, на некоја друга музика, да, значи тогаш кога ние водени од нашите емоции, значи можеме на сред песната да дадеме аплауз, да ракоплескаме и така натаму, додека класична музика и за самите музичари изведувачи е посебен, па и начин на живот, како да кажам. Ете, можеме за тоа да позборуваме, да. бидејќи вие, освен што сте професорка, сте и виолинистка. Во однос на самите спомнавме дрес-код на публиката, однесувањето на публиката, ја имаме ли ние доволно етиката на однесување на концерти? Или треба да поработиме уште малку во тој сегмент? Знаете, по-старите генерации кои што по-често, повозрастните да кажеме, кои што почесто посетуваат концерти имаат, меѓутоа се учи во животот. Не треба и секогаш да бидеме нели да осудуваме ако никој никогаш погреши, да. Не треба да настапуваме со такој став да осудуваме луѓе. Се учи во животот. Например, и со малите деца, нели треба само упорност, повторување. Затоа кога идеме на концерт гледаме има залепено изгасите ги мобилните телефони или пак на микрофон никој ќе каже ве молиме изгасите мобилните телефони. Значи, се треба само упорност, не треба да настапуваме негативно и да даваме можности, затоа што навистина е важно сите генерации да посетуваат класична музика. Значи, секаде низ светот, значи, децата од мали нозе се учат како да се однесуваат на концерт за класична музика, како да се однесуваат на концерт каде што е застапено друг вид на музика. Така треба и ке нас да биде. Например, во школите, сега и во градинките нели прават музички работилници, каде што се доближува класичната музика за децата. И да речат мали нозе, они почнуваат веќе да сознаваат. Така да мислам дека И тој интерес да се всади уште од најмали. Македонска филхармонија навистина прави многу интересни концерти за деца кои што се многу посетени. Навистина има голем интерес за тие концерти. Да, и тоа е многу важно да самите родители ги поттикнат децата да ги посетуваат овие концерти. И па како вика, домашното воспитување е столбот за се. Значи ние сме нивниот пример. Значи примерот е не ние што говориме, туку ние што правиме. Мислам тоа е многу важно да се запомни кога човек се најде во улога на родител. Да не биде ние едно зборуваме, друго правиме, зашто децата не секогаш не разбираат, нели особено во помалата возраст што сакаме да кажеме. Тие не гледаат ние што правиме. И после тоа го повторуваат. Така да. Така што ете. А и за големите луѓе така. И ние кога ќе видиме нели нешто, ако ни се допадне го прифаќаме, ако не, нели не го прифаќаме, нели е така. Да, многу често се огледуваме едни на други. Така е тоа огледалот. Тоа е многу нормално и така треба да биде. Кога станува збор за вашите студенти, што ви е важно во релацијата со нив, покрено на знаење кое што им го пренесувате? Каков однос ви е важно да создадете со младите генерации? Знаете, кога збориме сега за односот за изучување на музички инструмент, морам да напоменам дека тука е застапена индивидуална настава, каде што многу е важно самиот педагог да се поврзе со ученикот. Значи, во групна настава се застапува еден систем. Значи, наставникот, педагогот е тој и децата се прилагодуваат на него. Таа е наставната метода. Додека во индивидуалната настава не, значи, ние како педагози мораме да се адаптираме на самите деца. Секој дете си е посебно на свој начин. Некој работи побрзо ги совладува, некој поспоро, во зависност од чаката колку му е голема, колку дали му е помала прстородот, да му го потрефиме, да му го напишеме, да се разбива, да се потрудиме ке него да развиваме, значи музичка интерпретација, да ги развие тие чувства за динамичка изразеност, значи кога е форте, кога е пијано и така натаму, значи да осознава една музичка приказна за сите тие, значи дела што ги извидува, да му всадиме во главчето во главата на тој ученик, да, за да може, значи тој полесно да го совладува музичкиот материјал. Пред се многу е важно на
како ќе кажам, Сергеј Михайлов нели направи многу умешно, значи многу умешно да им ја садуваме љубовта кон музиката и музичката професија, доколку тие се определат, значи таа да биде нивна животна екзистенција. Професор, ке можете ли да ни кажете за вашите следни активности кога станува збор Институтот за национална историја? Секако, значи во мојот престојен период, значи имам учество повторно на симпозиуми, работам на следни монографии и она што е многу важно е, како што напоменав, оваа година се обележуваат 100 години од изведба на првата опера во Македонија. Како иницијатор, организатор на еден многу значаен проект на национално ниво, значи оваа година ќе биде организиран и симпозиум, секако и изложба по повод 100 години од изведба на првата опера во Македонија во Штип. Секако тука сум во интензивни подготовки, така да навистина ми исполнет следниот период во текот на годината со многу активности кои што се обидувам некако да ги комбинирам и да ги постигнам. Да, апсолутно. Јас верувам дека и ќе ги постигнете и дека и понатака ќе имаме прилики за убави поводи за ваше гостување. Ви благодарам многу на поканата и се надевам јас ќе се видиме во некоја следна прилика. Исто и јас, почитувани гледачи, професор доктор Наташа Диденко беше денеска дел од неделниот микс. Ве поканувам да останете заедно со нас, ќе се вратиме за кратко повторно насад.